Во време кога Твитер има 300 милиони корисници, Фејсбук преку милиарда, од кои половината пристапиле преку мобилна мрежа, денешницата не би можела да се замисли без интернет. Оти ако не си кажал нешто на социјалните мрежи, како да не си кажал никому. Една навиду мала фирма уште пред 4 години имала визија дека пристапноста до интернетот е еднината. Нивната амбиција била скромна, но идејата голема, да ги поврзат корисниците од Македонија на Wi-Fi мрежа, брзо, ефтино и лесно. Јас сум Душко Кончалиев, коосновач и кособственик на Sun Wireless, оператор за бежичен интернет. Седиштето им е во Скопје, собствениците од Македонија. Иако целото свое образование, студии и магистратурата, Душко Кончалиев го завршил во Америка. Се решил да создаде македонски бренд. Добар ден. Благодарам. Господин Кончалиев, зошто токму Sun Wireless? Па Sun нели сонце како символ на Македонија, ова како македонска фирма, сакавме и тоа да го потенцираме и затоа Sun Wireless. И сакавме да бидеме фирма која што ќе се постави на пазарот како опција за бежичен интернет на ниво на цела Македонија. Иако половина живот Душко го поминал во САД, сепак кога размислувал за инвестиција и бизнис, мислите му биле свртени кон Македонија. Не се плашел од предизвикот, ниту од малиот пазар. И како информатичар, уште кога бев во Америка, започнав една фирма, друга фирма во Македонија за веб дизајн, за дизајнирање на веб страни и така во разговор со еден од нашите клиенти, исто македонец, но кој живи и работи во Холандија, дојдовме до идеја за отпочнување на ваков бизнис и така се роди идејата и потоа почнавме да ја имплементираме малку по малку кога имавме можност за да стане тоа што е денес. Зошто дојдовте во Македонија да го развивате овој бизнис? Што мислевте на почетокот? Па видете, нели кога си од Македонија или кога си од својата земја, секогаш сакаш да успееш најпрвен во својата земја. И затоа се вратив, видов потенцијал во овој бизнис. И секако во земја во развој многу полесно е, мислам, да се успее и да се воспостави таков бизнис, можеби и со помала инвестиција да се постигне добар резултат. Во тоа време, некои од неговите пријатели биле скептици, други позитивни. Па Душко решил со работата и иновативноста во бизнисот да докаже дека и овде може да се функционира. Значи имаше и така, нели, и оние кои беа негативни и оние кои беа позитивни, меѓутоа како и секој бизнис, како и секој претпримач, мора да ги гледаш позитивните одлики на бизнисот и на опциите. И затоа мора да гледаш само напред, да веруваш во производот, да веруваш во бизнисот, за да тој може и да успее. Така се поставивме уште на почеток, се поставивме со идејата да бидеме на различна компанија, на различна фирма, да ги воведеме предпримачките мислење на пазарот, да се сконцентрираме малку повеќе на производот и на клиентот и со тие некои услови и тие некои претпоставки да тргнеме напред да го освоиме пазарот. Еден пилот проект е почеток на Sun Wireless како фирма за бежичен интернет. Со малку пари, но со големи надежи ја отвориле првата база во Тетово. Почнале со само 3 вработени, денеска се 23. Од една направиле 500 базни станици во Македонија, а 100 се во Скопје. Почнавме некаде во 2005 година, како што кажав, со пилот проект во Тетово, со целосна наша инвестиција. Меѓутоа тоа што ни помогна е што добивме грант од холандска влада и со тој грант успеавме да почнеме да се шириме. Значи со тој грант ги обезбедивме средствата за ширење на инфраструктурата, најпрвен во Струга и Струмица и потоа се проширивме и во неколку други градови во Македонија. Во 2011 добивме уште една инвестиција од странски партнер, со која што се проширивме уште повеќе, влеговме во Скопје како важен пазар во Македонија и во неколку други градови. И на тој начин и сите средства што фирмата ги сега добива, ги реинвестира во градење на таа мрежа, за да може истата да расте, колку што е поголема мрежата, толку и поинтересна за корисниците. Не сакале да се шират со пакети за кабелски оператор, телевизија и телефонија. Решиле да се сконцентрираат на Wi-Fi мрежата, а не ги плашат 3G и 4G мрежите. Оти безжичниот Wi-Fi е стабилен, одличен, бекап и нема да исчезне. Ова, велат, ги разликува од останатите. Различни сме по тоа што работиме стрикно на Wi-Fi технологија, безжичен интернет, нудиме интернет пакети и за домашна употреба и за мобилна, односно интернет во движење. И тука некаде ни е разликата во тоа што корисникот може со истиот акаунт да го користи интернетот и дома и кога е надвор од дома.
Веќе имаме над 500 хотспотови во Македонија, што ни ја дава таа предност за тој интернет во движење за корисниците. Сме еден од поголемите оператори на бежичен интернет во земјата и тоа ни е предноста пред другите оператори. Сега, зошто се одлучивме само за интернет или за Wi-Fi мрежа, а не за други пакети? Тоа е затоа што тоа ни е кор бизнисот и тука сме јаки, да кажеме. Тука можеме да гарантираме со квалитет, додека телевизија или телефонија тоа не ни е дел кај што сме добро развиени или кај што имаме добро искуство и не би сакале да ги матиме водите, да кажеме, со дополнителни производи, за да си го наштетиме кор производот со кој што почнавме и со кој што планираме да се развиваме. Следната амбиција им е регионот, а се што заработуваат вложуваат во фирмата. Освен помошта од грантови и иднината на финансирањето на бизнисот, го гледаат во евентуалното партнерство со банките, нешто што во Македонија го нема, а е светски тренд. Тоа што ни треба во Македонија е финансиска инфраструктура или банки кои што инвестираат во идеи, во бизнис планови, во успешни бизниси, а не само во заштитени со недвижнини или било каков друг тип на заштита. Тоа е тоа што е тешко во Македонија, тоа е тоа што секој инвеститор или предприемач во Македонија треба да биде подготвен да го турка и да работи паметно за да може да постигне повеќе со помална инвестиција. Ама се инвестирате во фирмата и во развојот на мрежата? Значи сега со работата на фирмата и сите приливи што доаѓаат во фирмата се реинвестираат за да може фирмата да и понатаму да расте. Кончалиев е пример за создавање на собствен бизнис. Млад предприемач кој е во низата на успешните и истрајните. Ги следел анализите за тоа зошто и како младите во Македонија одговараат или не на предизвиците на предприемаштвото. Знаеш како е поголем ризик, поголема добивка, така и ова. Меѓутоа, интересно е тоа што Македонија баш скоро читав еден извештај за предприемаштво во светот во кој што е опфатена и Македонија во истражувањето. Македонија е просечна во споредба со земјите од регионот и со европските земји на предприемачи од вкупниот број на луѓе што работат во земјата. Интересно беше тоа што предприемаштвото како гранка или како можност се гледа позитивно и надпросечно во Македонија споредено со другите земји. Меѓутоа, подпросечно е делот за колку луѓе се осмелуваат да почнат бизнис. Најмногу од тоа е поради тој страф на неуспех, претпоставувам и поради тоа што не може да се обезбедат средства за инвестиција, и тоа е делот што треба да се подпомогне. Другиот аспект што е интересно за земјите во развој е што поголемиот дел од предприемаштвото се започнува од потреба, значи луѓето немале друга опција и започнале да отворили своја фирма за да работат. Додека во развиените земји поголемиот дел од предприемаштвото е поттикнато од потреба за иновации, за креирање на нови продукти, нови сервиси и така натаму. На веб страницата на Sun Wireless се гледа и нивната работа, како да се поврзе корисникот во нивната мрежа, услугите што ги нудат, но и партнерството со мобилните оператори, кои не можат без безжичен интернет. Тие се партнери на Boingo и iPass, па доколку странец дојде во Македонија, а ги има овие мрежи, ќе има слободен пристап до нив, благодарејќи на Sun Wireless. Ова ја стави Македонија на мапата на светски вмрежени точки за wireless. Sun Wireless има поголеми амбиции. Следната фаза е да имаат 1000 хотспота, а корисникот да ја користи услугата за истата цена и во странство. Тоа значи дека кога ќе отидам во странство не мора да имам роаминг на телефонот. Тоа е главната бенефиција од таа мрежа, така што истиот акаунт што го имате во Македонија ќе можете по иста цена да го користите и надвор од Македонија. Тука ги знаеме приказните за 3G роуминги, кога некој отишол во странство и заборавил да го исклучи телефонот и се вратил на астрономски сметки. Тоа е тоа што ние се надеваме дека ќе го помогнеме и да корисниците им биде многу полесно да користат интернет кога се и надвор на Македонија. Вложуваат во герила маркетинг и не се плашат од големите мобилни оператори. Ги сметаат и за партнери и за конкуренти. Нивните таргети се студентите, местата кои не се опфатени со другите интернет мрежи, бизнисмените, луѓето кои патуваат. Поставени се на аеродромите Скопје и Охрид, студентските домови, кафулиња, ресторани. Секој добар маркетинг се базира на 4 главни состојки: квалитетен производ, конкурентна цена, пласман на производот
и промоција на производот. Бидејќи настапуваме на сцена со големи играчи кои што имаат многу пари да потрошат за огласување, ние се трудиме тој недостаток да го надополниме со многу енергија, иновативност и со страст во тоа што го работиме. Значи Sun Wireless е познат, да речам, по тие герила маркетинг акции кои што ги спроведе, можеби за прв пат во Македонија. Овде може секој да постави и реклама, локално или според уред и модел што им одговара на клиентите. Уште една иновативна работа од Sun Wireless. Во Македонија за прв пат донесовме еден концепт, еден сервис кој што се вика Hot Zone Advertising, со кој што на другите брендови, значи на другите огласувачи им се нуди можности да се огласуваат и да таргетираат. Значи геолокацијски да таргетираат по уред кој што корисниците го користат и да таргетираат по јазик кој што се користи. Значи со овој цел сервис, уникатен сервис може определена компанија може да со својата огласувачка порака да таргетира на определена локација целна група. Значи студентите се таргетираат со реклами во студентските домови, бизнис производите кои што се наменети за бизнисмените може да се таргетираат во големите хотели или на аеродромот бизнис класа и така. Армија млади луѓе кај нас, наместо со свој бизнис, сметаат дека полесно ќе поминат доколку се вработат во администрација и немаат храброст да се осмелат за прв чекор. Душко Гончалиев е спротивен пример. Значи најбитно е да изберат нешто што сакаат да го работат, значи зашто сакаат сабелето кога се разбудат ќе сакаат да одат на работа. Ако го сакате тоа што го работите, тогаш и потешкотиите полесно ќе ги пребродите. Второ би кажал дека не треба се откажувате при првата потешкотија, па ни втората, ни третата, значи мора да бидете упорни, затоа што на крајот на денот, кога имате нешто што самите сте го створиле, е многу поважно и поинтересно за вас отколку кога работите за нешто друго. И на крај би кажал дека мора да се стремите да бидете иновативни, да ги сетирате трендовите наместо да ги следите трендовите што некој друг ги поставил.